Во овој текст што го прочита Филип, Павле говори за една битка која смело е војува и е сличен како Хорација на мостот на Тибар. Веројатно Павле ја знал легендата за Хорација. Тоа е настан, легенда за еден настан, во кој може би има и вистина, кој се случил 500 години пред Павле да го пишува послание. Настанот е од древен Рим, некаде крајот на 6 век пред Христос. Рим бил нападнат од етрурски племи, од етрурски војски. Имено кралот Ларс Порсен сакал да го постави на престолот во Рим неговиот близок роднина, така неговата династија да завладее во Рим. Тргнале војските, меѓутоа на реката Тибар, на мостот на реката Тибар, кој било единственото место низ кое можело да се помине преку Тибар и да се стигне до Рим, го пречекале тројца смели војни. Главниот меѓу нив бил Хорација Коклес или Хорација Киклоп, тоест едноокиот. Тоа значи Киклоп. Смело војувал тој со неговите соборци. Меѓутоа во еден момент и успел да ги одвраке тие непријатели да можат да го поминат мостот. Во еден момент Хорација видел дека мостот попушта, нема да издржи, дека дури пожар почнал да гори. Мостот им кажал на пријателите да поминат на другата страна и да се вратат во Рим. Тој сам продолжил да се бори. Во еден момент паднал мостот, паднале во водата тој и непријателите. Тој успел иако бил повреден, истоштен и со тешка опрема, поминал на другата страна и се вратил во Рим и така го спречил тој налет на непријателот. И според легендата, царот на Рим го наградил за херојството со земја, тоест му дал онолку земја колку што тој можел да изора за еден ден. Слично, на сличен начин, како што Хорација смело сам се бори со своите пријатели од тој налет, така Павле ни раскажува за тој настан во Јерусалим, каде што тој со Варнава и со Тит се бори за вистината на Евангелието. И како што во текстот видовме, самиот кажува дури дека ни за час, со други зборови, ни за милиметар не отстапил пред налетот на лажните браќа кои се обидувале да го изопачат Евангелието. Се борел со сите сили и за миг не попуштил. Не отстапил, не направил компромис, дури ни за милиметар. Ајде да кажем, да се подсетиме за контекстот, целиот контекст, во каков момент го вклучува Павле овој опис. Во посланието до Галатјаните, првите 2 глави, тој го заштитува своето апостолство и учењето кој го проповеда. Црквите во Галатија, кои се основани за време на неговото прво мисионерско патување, се нападнати од, тој ги нарекува овдека во 2 глава лажни браќа. Тоа се јудеисти, христијани кои проповедаат спасение не само преку Христос, Христовата жртва не е доволна, туку и преку исполнување на законот, тоа е обрезание. И доаѓаат во Галатија и почнуваат да го напаѓаат за да дадат легитимитет на своето, да акредитират на свое учење. Тие го дискредитираат и апостолството на Павле и неговото учење. Прво тие велат тој не е вистински апостол, тоа не е од оние главните кои биле покрај Христос. И исто така и неговото учење, второто обвинување, не е Божјо учење, тоа е човечко учење. Павле, како човекоугодник, за да им угоди на неевреите, им дава едно лесно учење, кој не е обременето со некакви тешки услови и се со цел така да се придобие, да стане миленик на неевреите и да се ги придобие за себе. И Павле одговора на таквите обвинувања. Во првиот дел на 1 глава
Той говори за своето апостолство, той вели, аз съм апостол, пратеник, директно от Бог, исто како останатите апостоли. И во однос на учението, той дава аргументи дека Евангелието кое го проповеда е ослободено од какви да е човечки влијанија. Не само тој, туку било кој друг кој авторитет немал никакво влијание во градењето на тоа учење. Целост, ако некој може да претендира за учење кое е независно од човечки фактор, тоа е Евангелието што го проповеда Павле. И во однос на човекоугодништвото, Павле вели, ако сакате да ја видите мојата промена заради Евангелието, споредете го моето служење порано, кога бев фарисеј, кога ревносно ја гонав црквата, кога напредував повеќе од сите мои врсници. И сето тоа беше бидејќи угодував на луѓе. Бидејќи ми се допаѓаше тапкањето по рамо, кога ја гонав црквата и ги чував татков тие вековни преданија на нашите предци. Меѓутоа, кога Христос се откри во мене во срцето, јас станав слуга на Христос. И повеќе не го барам човечкото одобрување, туку му слугувам на Христос. Неговата благодат, тоа Евангелие ме преобрази, ме промени од човекоугодник, ме направи богоугодник. И тоа Евангелие е ослободено од човечки фактори, продолжува. И кога ме сретна Христос, кога Христос ми се откри, 3 години јас немав никаков контакт со никого. После 3 години бев за малку во Ерусалим да се видам со Петар и со Јаков. Да се видам со нив. И потоа, продолжува овдека, цели 11 години повторно немав никаква средба со никого, со никаков авторитет кој би влиел на градењето на моето учење. Во таа смисла Павле вели, учењето што јас го проповедам е дадено директно од Христос. И тоа учење е вистинско и мојата преобразба е доказ за тоа. И откако го открива, не е тоа во првата глава, продолжува во втората глава, за една друга средба раскажува, една друга средба која има со видните апостоли во Ерусалим и која се случува после 14 години, вели Павле. И тоа е многу важна средба. Мислам дека овај настан што е опишено овдека, кој не е доволно јасно откриен во делата на апостолите, но Павле фрла така добра светлина врз таа случка, тоа е еден од најважните настани во историјата на Христовата црква. Еден од клучните настани. Една од клучните битки која се води за вистинитоста на Евангелието. Како што Хораци го одбранува Рим, така Павле во Ерусалим го одбранува вистинското христијанство, вистинското учење. Опасност, и зошто Павле го вклучува овој настан овдека во Галатјаните, бидејќи истите тие лажни браќа, како што ги нарекува овдека, истите тие доаѓаат и во Галатија за да го шират тоа лажно учење. Со други зборови, Павле им пишува на Галатјаните. Јас со нив веќе имав средба. Јас со нив веќе војував битка. И таа битка јас ја добив во Ерусалим. И како сведоци за тоа, тој ги повикува највидните луѓе во христијанството. Ако сакате човечки авторитети, да, таму беше Кифа, таму беше Јован, таму беше Јаков. Сите тие ми подадоа десница на соработка. Ајде да видиме, значи тоа е тој контекст и тоа е целта за вклучувањето на овој настан во овој дел на посланието во втората глава, а како што нели веќе многу пати кажавме, овие двете глави се апологетски. Не се толку доктринални, колку да го заштити своето апостолство Павле и учењето што го проповеда. Третата и четвртата глава веќе се доктринални глави. Таму тој го објаснува Евангелието на благодатта, а во петата и шестата глава
се практични. Тој го следи тој пример секогаш Павле. Откако ќе даде некаква доктрина, теорија, тој веднаш ќе дава и практиката, зашто сака да каже дека нема доктрина која не е жива, примената во животот на човекот. Ако некоја доктрина не е применлива, тогаш тоа не е вистинска доктрина. Ајде да видиме сега како тоа сето се го представува Павле, таа своја заштита во втората глава. Вели, и 14 години подоцна, пак се искачи во Ерусалим со Варнава, а го зедов со себе и Тит, влегов по откровение. Павле говори за една посета која имал во Ерусалим 3 години откако поверувал, и тоа нели го видовме крајот на втората глава, на првата глава. Сега гледаме за една втора посета на Ерусалим, и тоа сега е заедно со Варнава и Тит. Ако споредиме со делата на апостолите, таму има опишано 2 посети кои Павле ги остварува во Ерусалим заедно со Варнава. Едната посета или првата посета е опишена во 11 глава. Тоа е случајот кога Варнава и Павле носат помош од Антиохија во Ерусалим. Втората посета на Павле и Варнава во Ерусалим е опишена во 15-та глава на делата на апостолите. Тоа е поводот за таа посета е апостолскиот собир, се собираат видните апостоли во Ерусалим, водачите на црквата во Ерусалим, таму се Јаков, таму е Петар, таму е Павле, Варнава, и решаваат, веќе имат искуство од својата служба меѓу неевреите. Петар веќе го видел случајот со стотникот Корнелиј, како Светиот Дух дојде и ги исполни и ги привлече Бог овие неевреи кон себе. Павле веќе го има зад себе искуството на првото мисионерско патување, така да се решава за едно многу важно прашање, се поставували услови пред неевреите, дали ќе треба тие да се образуваат, дали ќе треба нешто од законот да исполнуваат, и се донесени заклучоци дека нема потреба да се образуваат, некои таму беззначни работи за животни, удавени, да не се така. Меѓутоа, има важни заклучоци. Сега, Павле во Галатјаните не говори воопшто за таков настан дека имало собир на кој биле донесени решенија. И тоа оди во прилог на онаа јужно-галатиска теорија дека посланието е рано послание, некаде 48-49 година, тоест во почетоците на служењето на Павле. Не се спомнува ништо за тој апостолски собир. Ако Галатјаните беше напишано ова послание после апостолски собир, Павле со сигурност ќе ги вклучише заклучоците од собирот овдека. Меѓутоа, немаме никакви траги дека се случило такво нешто, што оди во прилог на тезата дека посетата за која говори Павле овдека на почетокот на втората глава е онаа прва со Варнава, која е опишена во 11-та глава на делата на апостолите, тоест неколку 2-3 години пред апостолскиот собир. Значи дека за тие прашања и подосна се говорило со апостолите, но оној важен собир кој е детално опишан од Лука во дела 15-та глава. И сето тоа нели оди во прилог и некои други, значи овој аргумент и некои други аргументи дека Павле овдека говори за она прва посета што има со Варнава во Рим од Антиохија во Рим. Исто така и еден друг аргумент е во тој прилог, тој вели дека по откровение отишол во Ерусалим. Некакво откровение предходело на тоа патување во Ерусалим и после ќе видиме она последниот 10-тиот стих што го вклучува на крајот Павле. Ајде да видиме таа посета како е представена во книгата Делата на апостолите. Павле спомнува дека Варнава е со него, тоа е важен податок. Варнава го гледаме во книгата, во почетните глави на Делата на апостолите. Тоа е еврин, меѓутоа повторно од оние елинистичките евреи, од елинизираните евреи. Тоа од Крит, од место со елинистичка култура, левите по потекло од левитското племе, колено. Неговото име е Јосиф, меѓутоа тој е
преименуван, дадено му ново име, Варнава, кој значи син на охрабрувањето, или човек на охрабрувањето, на утешувањето. И веројатно со некаква умисла му е дадено тоа име, веројатно одговарал на неговиот карактер. Ние навистина можеме да видиме, гледајќи го неговото учество во службата на апостол Павле, дека навистина е големо охрабрување за Павле. Човек кој навистина го охрабрува. Сеќавате кога прв пат оди Павле во Ерусалим, тој вели: сите се стране од мене, христијаните во Јудеја, во Ерусалим, дури апостолите, се тргаа настрана. И тоа е разбирливо. Сите го знае Павле како оној сабле кој сака да ја уништи црквата. И сега тој доаѓа во Ерусалим. Нема доверба, се плашат. И пише дека Варнава е тој кој го земе под својата заштита и го однесе пред апостолите и ги смири останатите христијани дека тој веќе не е опасен, тој е наш. Потоа Варнава останува како важен служител, како еден од водачите во црквата во Ерусалим, и во еден момент апостолите го испраќаат Варнава во Антиохија. Антиохија е првата црква која е формирана вон Ерусалим. Тоа е првата паганска црква. И делото се шири во Антиохија, во Сирија. Сиријци стануваат христијани и водачите во Ерусалим чувствуваат потреба да има таму некој кој ќе надгледува работата и го праќаат Варнава. Велат оди биде таму нешто како суперинтендент во црквата во Антиохија. Меѓутоа што прави Варнава? Вели: а зошто да не го зема пак и Павле со мене? Павле го нема во јавноста. 14 години пишува, дека тоа се случува после 14 години. Не знаеме кога 14 години. Дали после неговото поверување или 14 години после првата средба. Зашто тој прво вели 3 години откако поверував бев во Ерусалим, потоа вели после 14 години пак отидов во Ерусалим. Не е ни толку важно. Има еден период кој што Павле прво е во некоја пустина во Арабија, близу Дамаск, потоа го гледам во Тарски, Ликиски, во неговото родно место. И Варнава оди таму, во родното место, го бара, го наоѓа Павле и му вели: дојди со мене во Антиохија, таму заедно да служиме. И одат во Антиохија, расте делото и доаѓа еден пророк од Ерусалим, Ахав, кој вели: ќе настапи голем глад во Јудеја и многу христијани ќе имаат потреба. И тогаш црквата во Антиохија реагира така што собираат помош и ги задолжуваат Варнава и Павле таа помош од Антиохија да однесат во Ерусалим. И очигледно тоа е тој, бидејќи Павле по откровение отидовме таму, и последниот стих, 10-тиот, така завршува тој опис за средбата со апостолите во Ерусалим, говори за сиромасите, за грижа за сиромасите. Така што сите овие, целата таа реконструкција на наставното од делата, ова што Павле го пише овдека, води кон таа теза дека станува збор за првата посета на Павле и Варнава, опишена во дела 11 глава. Значи, тоа е поводот. И кога се Павле, зошто не е важно тоа да го знаеме? Вака, читајќи го овој текст, во 3-4 стих, се сода впечаток како Павле да не е многу сигурен во Евангелието што го проповеда. Како да има некакви сомнежи, можеби залудно проповеда, можеби не е тоа вистинското Евангелие. Па има потреба да отиде во Ерусалим и да се увери, да му дадат некаква потврда апостолите. Тоа не е така, како и со првата посета во првата глава што опишува, кога отишол да го види Петар, така и овдека ние гледаме друг повод. Едноставно Павле оди да однесе помош и по втор пат во својата христијанска служба, 14 или 17 години подоцна, пак да се сретне со апостолите. Со него го зема, и ова е исто така важен податок, вели и Тит го земав со себе. Не знам што му требало да го земе Тит со него, зато Павле плански го прави тоа. Тој знае каков проблем ќе има во Ерусалим. Знае со што ќе се соочува и вели го земав со себе и Тит.
И Тит кој беше со мене, тој зима еден нееврин со себе. Го зима Варнава, кој си еврин, тој си образан уште како мал. Меѓутоа со себе решава да земи еден Тит, кој ние не го знаеме. Не знаеме кој е потеклото. Тит го среќаваме во делата на апостолите, но вака, правејќи таа реконструкција, најверојатно, бидејќи тие од Антиохија одат во Ерусалим, најверојатно е сириец од Антиохија. Не еврин, сириец, кој поверувал, не е обрезан. Тој никош не е бил обрезан, за разлика од Павле и Варнава, кои се обрезани. И решива со себе да земе еден необрезан сириец, кој станал христијанин, кој поверувал. И рек, го земав со себе, токму заради тие лажни браќа. Да видат едно следващо, дека човек кој не е обрезан е спасен по благодат. Христос подействува во него. Не знам дали јас би го направил тоа, знаејќи со какви проблеми ќе се соочам, за да не предизвикам конфликт и така натаму. Би направил се, нели, да биде помирно така, поспокојно да поминат нешто. Павле решава Тит да го земе, со себе да го однесе таму, во центарот на јудаизмот во Ерусалим. И тоа, баш тоа, да видат тие лажни браќа кои толку многу сакат да не вратат во робство, да ни ја украдат слободата во Христос, токму заради нив отидов таму, го однесов Тит, да видат дека необрезаните Бог ги спасува. Божјата благодат е доволна да ги промени тие луѓе и да ги спаси. И продолжува со тие највидните, век вели додека бев таму, влегов по откровение, додека бев таму, на верните, посебно на највидните. Ние понатаму во 9 стих гледаме кои се највидните. Таму биле Петар, Кифа пишува Павле, Јаков и Јован. Јаков и Јован не се браќата од Евангелијата. Јаков, братот на Јован, веќе одамна е обезглавен од Ирод. Јаков, братот Господен, братот Господов. Тоа е старешината, така да кажеме, на Ерусалимската црква. Тоа челниците на црквата во Ерусалим. И овде кај испуштен исто така еден момент, го нема во нашиот превод, би требало да стои зборчето, го изложив на верните и тоа во една лична средба, во 4 очи, така, на една приватна средба. Имав приватна средба со нив. Тоест, не некаде на пред градската порта, пред целиот град, туку направивме една таква средба, приватна, и јас таму им го изложив Евангелието. И сега тоа дополнување, за не трчам или за не трчав попусто, тоест да не сум трчал порано попусто, асоцира на тоа дека Павле не е сигурен. Тој веќе 14-15 години служи, е верник, живее со Христос и сега се наметнав така на печтук, после 15 години тој почва да се сомнува. Не е тоа идејата. Ние гледаме пред 11 години или пред 14 години, кога е со апостоли, тој нема никакви сомнежи. И ќе видиме и овдека нема никакви сомнежи. Сосема поинаква е целта на вклучувањето на овој настан овдека. Сосема е поинаква целта на посетата. Фактот дека посетата не е јавна, е приватна, всушност говори за деликатноста на проблемот. Павле знае колку тој проблем е чувствителен за евреите и со сознанието дека може да предизвика конфликт, раскол и така натаму, тој го зима Тит со себе. Меѓутоа тоа го прави во еден тесен круг со највидните луѓе во Ерусалим. Обрезанието за евреите е навистина многу сериозна работа. Тие имаат таа практика веќе 2000 години. Од Авраам, кога го обреза Исак, и така се стаи почетокот на патриарсите и еврејската, генезата на еврејскиот народ, тие го исполнуваат тоа. Како знак за завет со Бог, ги образуваа своите машки деца. И многу верно го правеа тоа.
Имало периоди во историјата на еврејскиот народ, например Макавејските војни, кога се окупирани, кога Јудеја окупирана од Антиох Епифан, тој давал заповед на војниците да убиваат машки деца обрезани. И то не само децата, и нивните, заедно со нивните мајки. И дури и многу деца се убиени. И дури и во тие моменти евреите не престанале да ги образуваат своите деца. Дури кога постоја таа реална смртна опасност и дури многу деца били убиени. Тој не каже колку сето тоа влегува длабоко во битот на еврејскиот народ. Павле го знае тоа. Каков проблем, колку е сериозен, колку е чувствителен тој проблем за евреите. Но тој го знае другиот проблем. Уште посериозниот проблем. Како обрезанието кое во Стариот Завет е еден ритуал, еден знак за заветот со Бог, за една символика, за духовна реалност на припадност кон Бог, со текот на времето станува како во главите на луѓето како начин или услов или средство за спасение. Нешто кое било како средство само да се покаже внатрешна реалност, па и пророците во Стариот Завет го кажуваат тоа. Дека обрезанието треба да биде во срцето. Дека тоа надворешно обрезание е само видлива слика на една внатрешна духовна реалност. Но проблемот е тоа што таа човечка традиција за која пишува Павле или овдека, го изопачи вистинското учење и тоа обрезание стана за евреите услов за спасение, средство за спасение. Но имајќи ја преди таа деликатност, Павле вели, ние направивме една приватна средба со највидните луѓе во Ерусалим. Едноставно да се види, не да се провери. Ако ние добиеме впечатлок тој таму, тој сами од себе си да се увери, не, да се потврди идејата. Да се потврди од највидните и сите да разберат дека јас не трчам и ниту пак сум трчал напразно. Напразно не сум го проповедал тоа Евангелие. И се што се случува? Посетата е приватна, посетата е така во 4 очи, меѓутоа се инфилтрираат внатре лажните браќа. И тука исто имаме интересна фразеологија од Павле. Вели лажните, сето тоа се случи. Значи, ние направивме тајна средба заради тие лажни браќа. Јас стид го донесов заради тие лажни браќа. Се тоа беше направено заради тие лажни браќа. Намерата не беше тие лажни браќа да бидат таму. Меѓутоа Павле вели, се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода, која имаме во Христос, за да не поробат. Сликата што ја дава овдека Павле е за некои луѓе кои се таму, очигледно тоа се видни луѓе во Ерусалим. Штом тие присуствуваат на таа средба, тоа се очелниците во црквата во Ерусалим. Меѓутоа, тие се таму на таа средба, но прикрадени. Фразата што ја користи Павле овдека не е добро преведено. Се вовлекоа да ја гледат. Всушност, идејата е дека тие тајно се инфилтрираа, прикриено, дојдаа прикриени, маскирани, за да шпионират. Тоа е буквалната идеја. И ако ги видите сите англиски преводи, убаво тоа го представат, да шпионират. Така е преведено збор. Што е намерата на тие браќа кои Павле ги нарекува лажни браќа, тоа ги нарекува фалшиви христијани. Ти не се вистински христијани. Тоа сте исти луѓе кои одат потоа и во Галатија. Се представуваат како христијани, облечени се како христијани, но не се христијани. Тие доаѓаат овдека за да поробат, да ја украдат слободата што ја имат во Христос. И таа фраза или тој стил на пишување или тој опис на противникот на тие лажни учители се користи на други места во Новиот Завет. Например, Петар во второто послание
во втората глава, кога пишува за тие лажни учители, тој користи истите овие термини. Тоест, идејата е дека лажните учители не доаѓаат во црквата како лажни учители. Тие доаѓаат како ангели на светлината. Тие доаѓаат како со претенциите дека ја говорат вистината. Тие не доаѓаат како црни ѓаволи, туку тие доаѓаат како добри учители, представници на добри учења. Но крајната цел, Павле овде кај вели, е да ги одвратат од Бог и да ги поробат. И наистина тоа е целта на лажните учители на крајот на краиштата. Во овој случај е робство кон законот, кој во исто време значи и робство кон тие авторитети кои го проповедаат законот. Сите култови, меѓу другото, на крајот завршуваат со поробување на следбениците под авторитетот на култниот водач. Сите култни водачи, тоа е карактеристика на сите култни водачи, е нивната претенција дека оние имаат уникатната вистина, конечната вистина, а сите останати говорат лаг. Они се елита, кои ја познаваат вистината, они се спасени, они се повеќе од другите. На крајот, таквите култни водачи ја наплаќаат цената за уникатното учење со поробување на луѓето, со нивно искористување. И во интерес на вистината, многу од оние денешни водачи од црквата, за кои има сомнежи дека не го проповедаат вистинското евангелие, се на списокот на 100 најбогати христијански водачи. Како успеваат да бидат најбогатите, токму тие кои имаат сомнително учење? Одговорот е робството. Тие поробуваат. Ги поробуваат следбениците. И тоа е тоа на што Павле го предупредува. Овде ка вели, тие сакаа да не поробат нас. И малку понатамо во 5 глава, тој ќе им каже на галатјаните, и вие не дозволувајте да бидете поробени. Зашто истите се тие. Тие кои сакаа во Ерусалим да не поробат, сега дојдоа кај вас во Галатија и сакат вас да ве поробат. Не се подавајте, вели, под тоа робство. И сега некој ќе си каже какво робство е законот. Аргументот на овие лажни браќа дека не ги поробуваат кон законот е не, ние бараме само обрзание. Обрзанието е знакот дека му припаѓаат на Бог, знакот за заветот. Меѓутоа, Павле и на галатјаните ќе им каже во 5 глава 3 стих, секој човек што се обрезува должен да го почитува целиот закон. Со тоа открива тактиката на тие лажни браки. Ако наметнеш еден услов од законот, ти го наметнуваш целиот закон, зашто не е можно да се оддели само еден дел од законот и да се каже, ова сега треба и Христос, заради Христос другото не треба. Туку ако само нешто од законот ти наложиш, а законот во својата суштина е неразделен, не може да се расцепува, ти го наметнуваш целиот закон. Законот е како ткаенина, која така искаена, не може да се скине на парчиња, да се раздели. Ако едно парче одделиш, се рашива целата ткаенина. Како облеката, како наметката на Христос, сеќавате, сакаа војниците под крстот, четворицата војници да се ја разделат. Пробаа, не успеа да ја разделат. Зашто не може да се раздели таа ткаена. Така искаена. И на крајот што кажа? Ќе фрламе ждрепка, па некој нека ја земе целата. Таков е и законот. Ти не можеш да го разделиш на делчине, кажеш, ова, тоа е неразделив. Или целиот го прифаќаш, или ништо не прифаќаш од него. И Павле токму тоа го кажува. Едно ако земеш од законот, ти веќе си задолжен целиот да го исполниш. А
Тоа значи дека Христос веќе ништо не ти значи, зашто законот треба да го исполниш, а никој не може да го исполни законот. И веќе немаме евангелие, немаме спасение. И во таа смисла Павле им вели на галатјаните кои се заплашени да бидат поробени од истите: стојте во слободата. Изборот стојте овде значи цврсто стојте. Како Хораци на мостот. Бранете се. Не дозволувајте да бидете поробени. Не се подавајте на робски јарем. Така како што ние правим, со други зборови Павле им вели на галатјаните во 5 глава, така како што ние во Ерусалим стоевме цврсто пред тие лажни браќа и за милиметар не отстапивме, така и вие стоите цврсто. Така и црквата денес треба да стои цврсто. Да не отстапува ни за милиметар од вистинското учење. Нема компромис. Ним ни за час вели, не им дозволивме да не покорат, за да остане во вас вистината на Евангелието. С други зборови Павле вели, ние водевме таа битка во Ерусалим, поставивме црвена линија, зошто? За сите понатаму, сите следни цркви, сите понатаму кои ќе станат христијани, да живеат во слободата. Извојувавме битка за историјата на христијанството. Сега, Павле е познат како толерантен човек. И тоа е другата страна на вистината, другата страна на монетата. Може би, сега тука можеме да се поставуваме, но може би имало притисоци во смисла голема работа сега. Едно обрезание. Ти си тука со Тит. Обрезај го него. Павле на почеток вели, не го обреза. Стоеше цврсто на става дека нема да го обреза. Ама за единството на црквата, голема работа, сега така формално само, обрезај го. И навистина делова би направиле таков компромис. Да, голема работа, ти така го обрезаме. Меѓутоа Павле знае дека ако таму попушти, во таа битка, тоа е црвената линија. Нема поминување, нема компромис. Да, Павле ќе го обреза Тимотеј, понатаму, малку понатаму. Но Тимотеј е полуевреин, по баба е евреин. И тој го обрезува Тимотеј, зашто следи на негов принцип. Културни пречки да не застануваат на патот на спасението на луѓето. Тој знае дека како со себе води евреин, кој не е обрезан, и како таков застане пред евреите, веднаш ќе ги затворат своите уши. Веднаш ќе изградат зид. Меѓутоа, да обрза Елин, нема да го направи тоа. Да обрза на евреин, никогаш нема да го направи. Зашто знае дека на тој начин ќе направи пак компромис со Евангелието, со вистината. И тоа е таа црвена линија. Таа важна битка што ја води овдека Павле. Затоа тој не попушта. Зашто попуштањето ќе значи изопачување на Евангелието. Го обрезува Тимотеј како евреин, но не како христијанин. Додека нема основа за обрезание на Тит. Зошто би го обрезал? Има една книга 15 клучни битки во историјата на човештвото, напишана пред 70 на години. Прва на тој список е битката кај Маратон. И според авторот, таа битка е најважна зашто отвара пат за цивилизацијата на Европа. Тоест, таа битка е клучна за да понатамо, нели, таа култура источна да цивилизира Европа. И во тие 15 клучни битки се разбере, нема оваа битка во Ерусалим на апостол Павле. Меѓутоа таа би требало да биде во тој список. Зашто таа битка, всушност во Ерусалим, добиената битка од Павле, Варнава и Тит, отвара врата понатаму за духовната цивилизација на Европа. Таа е таа битка која, таа заштита, битката на мостот кој спречува легализмот, кој спречува робството или Евангелие облечено со робство да проникне во Европа. На таа битка всушност слободата во Христос, Евангелието на благодата е одбрането и понатаму се шири како такво во Европа. Тоа е таа духовна еманципација која потоа Европа ја доживува од идолопоклонството,
од робството на лажните богови, од било каков легализам, заради заштитата која Павле овдека ја остварува. И тоа е оно што го вели, стоите цврсто, ние цврсто стоевме. И тоа е задачата на секоја црква, да стои цврсто за вистината. Тогаш била заплашувана црквата и денес е заплашувана од лажните учења. Секоја црква треба да се бори да ја штити вистината. И Павле всушност го пишува ова овдека да даде пример. Еве, ние така се боревме. Борете се и вие. И откако ги изнесува, нели, кажува тие лажни браќа, не отстапил пред нив и завршува со едно одобрување кој го добива од апостолите, од водечките луѓе. А пак оние за кои се мисли дека значат нешто, какви да биле тие некогаш. Тоест, за нив се мисли дека значат нешто. Да, тие се апостолите на Христос. Какви биле тие некогаш? Тие некогаш биле луѓето кои заедно живееле со Христос. 3 години биле со Него. Се движеле со Него, ги слушале проповедите, го виделе како го раснуваат, како го виделе воскреснат, го виделе како се вознесува. Да, тие биле такви, но вели, мене ми е сеедно. Зошто ми е сеедно? Зашто Бог не гледа по лице, туку гледа на друг начин, гледа по срце. И тоа го повторува постојано кога тој говори за своето апостолство. Во очите на луѓето сум никој, зашто не сум дел од некоја категорија која луѓето ја ценат. Меѓутоа, Бог решава на друг начин како ќе ги бира луѓето. Тие вели, видните луѓе кои многу значат во вашите очи, кои некогаш биле нешто големо, тие луѓе ништо не ми дадоа. Тие луѓе ништо не додадоа на моето учење. Зошто? Зашто самите тие видат дека моето учење е од Бог. Што можеш да додадеш на учењето од Бог? Што можеш на Бог да му додадеш? Да кажеш, да, Бог ти дал, ама не доволно. Јас сега ќе ти дадам повеќе. Едноставно тие разбра дека тоа учење е Божјо учење. Напротив, кога видел дека мене ми е доверено да го проповедам Евангелието на необрезаните, исто како на Петар на обрезаните. Тоест, на истиот начин како што Бог го избра Петар да проповеда, на истиот начин како што таму на Тиверијадското езеро, пред вознесението, Христос му рече на Петар, Петар, нели, паси го моето стадо и така натаму. На истиот начин вели Павле, и мене Христос ми каже, оди, паси го моето стадо меѓу неевреите. Истиот начин, истиот Бог. Зашто оно кој действуваше врз Петар, да врши апостолска служба, действуваше и врз мене за апостолска служба меѓу незнабожците. Таа благодат, тој дар, тие го познаа. И тоа е всушност причината зашто Павле го вклучува овој текст во посланието до Галатјаните. Моето учење не е човечко, не сум го измислил јас. Мојот авторитет е препознаен и признаен од апостолите и е демонстриран јавно во Ерусалим. Зашто тие кои се столбови на црквата, најважните речи, ми е подадоа раката и тука всушност зборот дексиос или десницата на коинонијата или на заедништвото. Тоест, коинонија значи да правиш нешто со некого заедно на равноправна основа, да си партнер. Ако имаш бизнис со некого, партнерски бизнис, ти имаш коинонија. Ако пиеш кафе со него, ти имаш коинонија. Овдека во контекстот на коинонијата е Евангелието, апостолската служба. Со други зборови, тие апостоли пред сите и пред лажните браќа, ние си стиснавме рака и тие рекоа, ти си нашиот партнер во апостолската служба. Ти си нашиот рамноправен партнер во апостолската служба. Евангелието што ти го проповедаш е истото Евангелие што ние го проповедаме. Авторитетот кој не праќа е истиот авторитет. Ништо тие не додадоа, ништо не одземаа. Зашто Бог не гледа на човекот по лице. Човекот, Бог го избира
Павле и го праќа да биде апостол. Независно, по благодат, независно тоа што ја гонел црквата, независно тоа што не бил еден од 12. Едноставно Бог го избра Павле и го прати да биде апостол меѓу необрезаните. И апостолите видоа и кажаа: еве, даваме не согласност, туку еве, подаваме рака. Заедно сме во таа служба. И сега клучното. Лажните браки кои доаѓаат во Галатија велат: ние сме пратени од апостолите во Ерусалим. Додека овој не бил никогаш со апостолите. Неговото апостолство е пониско. Павле им вели: јас не сум пратен од никој човек. Напротив, тие апостоли, на кого се повикуваат овие лажни учители во Галатија, дека доаѓаат во нивно име, истите тие апостоли рекоа: ти си еден од нас. Ти си ист како нас. Ти не си ништо помалку од нас. Со тоа Павле вели: мојот авторитет доаѓа од Бог, кој го признаа и апостолите, за кого пак велат овие дека се пратени од нив. Аргументацијата на Павле е навистина многу силна. И тој продолжува пак понатаму. Сега не знам што му требало да ги пише во наредните стихови до крајот на втората глава, кога пак зборови за конфликт со Петар, кога буквално го засрамил Петар во Антиохија, но пак е во тој контекст да покаже дека неговиот авторитет во ништо не е понисок од авторитетот на апостолите. И на крајот завршува еден заклучок Павле. Единствено нешто што ми кажа апостолите е да ги помниме сиромасите зашто се погрижив и точно да исполнам. Да, однесов. И потоа собираше насекаде, кај да отидеше Павле, собираше помош за Ерусалим. Тој носеше неколку пати помош таму. Тоа со други зборови Павле вели: Бог ми избра по благодат, ми испрати да бидам апостол по благодат, и единствено беше неопходна верата. Меѓутоа, моето евангелие, кое евангелие за спасение преку вера, не говори за вера која е сама. Да, евангелието е спасение по вера, но не вера која е сама. Говори за едно, тоа евангелие за спасение преку вера, но вера која има живот. Верата е живот. Тамо каде што има живот, она дрво кој има живот има плодови. Тамо она вера која има живот, Христов живот, има Христови плодови. И тоа е поентата на Павле. Да, тие рекоа, грижа треба да има. Христовата грижа. Треба да има Христов живот. Треба да има дела. Делата бе многу важни за евреите. И Павле вели: да, навистина е така. И мојата вера, мојот живот на благодат во Христос не е празен живот. Тој живот исполнет со Христовото присуство, кој носи плодови. И јас го покажувам тоа постојано. Променет живот. Ако верата е вистинска, таа ќе работи. Ако има живот во верникот, плодот ќе биде видлив. Христовото присуство ќе биде видливо. И тука е оној проблем за кој понатаму ќе се збори во повеќе 3-4 глава. Да, Павле, евреите им не достигаат делата. Не, има дела. Има многу дела, но тие се дел од животот. Христовиот живот во нас, кој по благодат го живееме, кој доаѓа по благодат. И тука гледаме зошто Павле така се бори за таа вера. Зашто таа вера е живот. Тој гледа еден поинаков живот. Живот кој го живее со Христос во себе. И тој не сака да се откаже од тој живот. Тој знае порано како било да се живее по закон. И како постојано да бара одобрување од луѓе и така да се пробива. Сега тој има поинаков живот. Тој го има во себе Христос. И тој се бори за тој живот. Тој по никаков начин не сака да капитулира, да отстапи. Зашто тоа е неговиот живот. И вистинскиот христијанин се бори за својата вера. Се бори зашто тоа е неговиот живот. Тој треба да ја напушти верата.
Да направи компромис со верата, значи да направи компромис со својот живот. Да се откаже од својот живот. Од својата суштина на живење. Ако ние го имаме верата и Христос во нас, кој би се откажал? Кој би го изопочил тоа? Кој би го сменил? Цврсто стоја за Евангелието. Цврсто стоиме. Треба да стоиме како што тројцата. Зашто знаеме што тоа ни носи. И нека Бог ни помага постојано појасно да го разбираме тоа Евангелие. Подлабоко да го разбираме. За да можеме и појасно да го проповедаме и со поголема ревност и со истата таа ревност да бидеме заштитници на тоа Евангелие. Амин.